од мое лично име и од име на вработените ви посакувам топло добри дојде на денешната изложба на етнолошки предмети, која што е проект одобрен од Министерството за култура, однесен на според националната програма за одобрување на проекти од национален интерес на Република Македонија за 2018 година. Концептот на изложбата на етнолошки предмети е работен по тоа што се изложени предмети по изработка, значи материјал на изработување и нивната намена. Сите овие предмети кои што се изложени се во сопственост на општинската установа Музеј на град Неготино, кои што се валоризирани во збирка на етнолошки предмети. Почетокот на изложбата е представен преку гранчарските предмети, кои што покажуваат дека гранчарството било застапено уште од многу одамна, значи било како развиено занаетчество во општина Неготино. Потоа концептот на изложбата продолжува со представување на металните предмети, со представување на стаклени предмети, предмети изработени од дрво и кои што се проткаени со декоративни елементи, односно со декоративните народни ткаеници, народни традиционална народна носија, женска народна носија, која што била застапена уште од 18-19 век на територијата на регионот на општина Неготино. Нашата гостинка, која што на мое задоволство ја прифати поканата за свечено да ја отвори оваа изложба, е моја колешка уште од студентски денови. Тоа е магистар Анита Ѓорѓиевска, виш кустос од Музеј Куманово, Националната установа Музеј Куманово, и со што би ја замолила да даде еден осврт за изложбата, која што сметав дека е релевантна, односно достојна и компетентна да го даде своето мислење за оваа изложба. Сите овие предмети кои што ги гледате на изложбата потекнуваат од крајот на 18-тиот век, па се до почетокот на 20-тиот век и се соберени по пат на откуп или подарок при теренските истражувања на етнолошкото одделение од 1996 година па наваму, се до ден денеска, низ селата од Теквешијата. Самата изложба содржи околу 100 предмети, изработени од различни материјали, дрво, метал, стакло, керамика и текстил. Предметите се употребувале како алатки за извршување на земјоделските работи во домаќинството, за обработка на волна, памук, лен и коноп, како и за изработка на текстил, народни носи и ткаеници и рачно плетени прекривки за во покуќнината. Тие се изработени секако од вештите раце на столарите, ковачите, грнчарите, казанџиите и ткајачките, украсени со посебна орнаментика и колорит. Особено внимание на самата изложба привлекува женската народна носија, која што е карактеристична за Теквешијата, и ако направиме една споредба со носијата од Кумановско во начинот на изработката, во техниката, извезувањето, украсувањето и орнаментирањето, ќе забележиме дека во носијата од Теквешијата превладува портокаловата боја, за разлика од Кумановската, каде превладува црвената и црната боја. Таква е разликата видлива и кај ткаениците, кои се разликуваат во начинот на изработка и шарање. Во Теквешијата превладуваат флоралните мотиви, за разлика од Кумановско, каде доминираат геометриските орнаменти. За пошироко за оваа изложба ќе можете да прочитате во самиот каталог и да не должам сепак многу, би додала дека оваа етнолошка збирка представува едно богато културно наследство на градот Неготино, како и на самиот музеј Теквешијата, кој треба да го негуваме, да го сочуваме од заборавот и да го презентираме пред македонската јавност и пошироко.